СДСМ пука по сите шавови. На партијата се закануваат фракционерски организирања од повеќе видни членови. Костадин Костадинов е последен во низата кој јавно го изразија своето незадоволство од раководството предводено од Венко Филипче. Одлуката на партијата да не го кандидира за нов мандат за градоначалник на Струмица го натера да го замрзне своето членство во СДСМ, но и да најави внетрепартиско фракционерско движење во иднина. Во објава на Facebook пишува дека партијата со ова раководство не може да се врати таму каде што и е местото, а тоа најмалку било каде што е сега. Свесен за тешката состојба во која се наоѓа мојата партија од безидејноста, сакам да помогнам. За жал нема како. Во следните месеци ќе започнам со креирање на ново интерпартиско делување, кое ќе биде презентирано по завршувањето на локалните избори. Целосно прецизна стратегија, доволно мотивирачка за да обедини авторитети што и не достигаат на СДСМ, тешки за да бидат непривлечни за политичките авантуристи и доволно забавни за да се пронајдат младите. Нов тек, нова целост. Но Костадинов не е единствен со стихот "Дали крајот вака мириса" од песната "Во бестрага" од Игор Џамбазов. Поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов го поздрави изборот на новото раководство и најблиските партиски соработници на Филипче. Тој реши да го поздрави лидерот на опозицијата и кога беше објавено дека добил златна виза за Дубај. Аристотел пред 2500 години кажал: "Мил ми е Платон, ама помила ми е вистината. Златна да е визата." Дека ситуацијата во СДСМ е катастрофална, уште пред неколку месеци во разговор за Алфа тврдеше и поранешниот директор на ТИРС Јован Деспотовски, кој му беше и против кандидат на Филипче при неговиот избор за председател на партијата. Според него, актуелното раководство нема моќ да ја консолидира партијата. Во моментот, за жал, не можам да видам дека имаме некаков тип на иницијатива, дека имаме некаква новина или дека имаме нешто што ново да им понудиме на избирачите. Само 6 месеци повторно ќе кажем по изборите кои што заврши, кои што заврши на начин на кој што зборуваме. Така што, ајде директно ќе ви одговорам на прашањето, не мислам дека раководството на СДСМ во моментот, актуелното раководство, има оправдана причина да бара избори или да се надева за некако подобар резултат на тие избори, освен купување на време. Против актуелното раководство често зборува и поранешната председателка на градската организација на СДСМ во Скопје, Софија Куновска, вели дека актуелните челници на партијата воопшто не делуваат како што посакува и заслужува обичното членство. За Венко злато, за СДСМ рѓа. Затоа, време е членството на партијата да ги постави вистинските прашања. Дали Венко го води СДСМ за да некогаш дојде на власт или партијата вака дизајнирана единствено служи за одбрана на нелегално стекнатиот имот во периодот 2017-2024, со каков товар ќе влезат кандидатите на СДСМ на предстојните локални избори. СДСМ на последните парламентарни избори доживеа катастрофален пораз, освои само 18 пратеници. Според рейтинзите не може да се очекува некој подобар резултат ниту на локалните избори. Костадинов во својата објава на Facebook напиша дека се надева дека партијата ќе освои барем една општина.